Вака, таман сме. Добро, ако фер. Добро, значи што воопшто дизајнирам е насловот на мојата денешна презентација. Во која ќе се обидам да поделам едно искуство, работејќи на проект каде што можеби не ми беше баш во целост јасно што всушност дизајнирам. И ќе се обидам да доловам како изнавигирав низ тој процес како релативно нов дизајнер. Јас сум Андреј, како што ме представи Сандра. Релативно сум нов во UX, не би рекол дека сум нов во дизајн, значи позадината ми во архитектура. Не сум ни првиот ни последниот архитект кој се преобратил. Пред речиси цела година завршив на UX UI академија во Brainster. Годинава имав прилика да поминам 3 месеци како практикант во NetCetera. Всушност проектот кој работев во NetCetera е проектот за кој ќе зборувам денес тука. И на моје големо задоволство можам да споделам дека веќе од нареден месец се приклучувам на дизајн тимот на CodeCamp. Фала многу. Disclaimer, не очекувате да ви покажам некој groundbreaking дизајн, нешто невидено досега или нешто што сум го направил само јас и некој друг. Баш напротив, тука сум да споделам само уште едно искуство и заедно да видиме уште еден од новите типови на проекти со кои што може да се соочи еден дизајнер во својата работа. Претпоставувам дека презентацијата би била малку поинтересна за исто така други понови дизајнери, што не значи дека поискусните не можат да се пронедат или да се поистоветат со некои од работите што ќе кажам. Океј. Тема на проектот беше една апликација која се вика SVCM Tool, поточно за време на проектот се занимававме со нејзиниот редизајн. Тимот кој работеше тимот со кој работев за време на праксата беше доста компактен, од една страна ги имавме product owners, кои многу побитно од тоа се меѓу главните корисници кои секојдневно ја користат апликацијата. Јас работев на делот на дизајн заедно со мојата менторка Јована и паралелно со мене во делот на имплементација исто работеше уште една практикантка со нејзината менторка. Што е SVCM Tool? Software Component Manager Tool е апликација која се користи за следење и менаџирање на релиз циклуси, барање за измени, соопштенија и така натаму, се тоа е поврзано со софтверски апликации. Која на самиот почеток ми воведува во проектот и ми дадоа пристап до апликацијата, чисто да се запознам со што ќе работам, ништо не сватив. Меѓутоа, со тек на време, конкретно праксата, можам да кажам дека барем дел од работите ми стана малку појасни. Зошто беше потребен редизајн? Апликацијата таква каква што беше, била изградена во подолг временски период, во повеќе наврати, од повеќе различни инженери, повеќето од нив биле практиканти. И многу мал удел имале дизајнери во целиот тој процес, така да природно е на ваква апликација да има доста недоследности, доста простор за подобрување. Како ја редизајниравме? Идејата не беше никогаш целосно да направиме реконструкција на апликацијата, туку повеќе тоа се движеше во насока на низа на UX UI подобрување, како и воведување на некои нови функционалности и нови функционалности согласно потребите и планот за понатамошен развој на апликацијата. Дел од нив ќе ги видиме и понатаму во самата презентација. Малку повеќе контекст околу проектот, значи временската рамка која имав на располагање во целост беше 3 месеци, толку беше време трајањето на праксата. Меѓутоа, поради самата структура на праксата, која не беше во целост со полно работно време, реалното време кое всушност го потрошив на овој проект се движи некаде помеѓу 1,5 до 2 месеци. Станува збор за Project Specific Tool, тоа значи дека апликацијата е изградена со конкретна причина за конкретен проект кој што се работи во фирмата, така да има самата постои за специфична цел. И корисниците кои ја користат се во претежно процес менаџери кои се занимаваат со тие апликации и девелоперите кои работат на нив. Зошто е битно? Никогаш не беше целта да направиме некој блескав дизајн кој ќе привлече нови корисници, туку на корисниците кои немаат избор во нејзиното користење, малку да им го олесниме животот. Сите тие работат генерално ја користат преку лаптоп и така да се задржавме на десктоп first approach, респонзивноста во некоја една фаза би се случувала. Беше одлучено дека ќе се користи Material UI како со цел да се олесни имплементацијата, да се заштеди на време и така натаму. Битно е дека апликацијата веќе се користи и од старт беше едно од главните барања беше како што спомнав да не се редизајнира комплетно, туку повеќе се задржиме на подобрување на постоечките flows, сите процеси и такси кои се случуваат веќе. Што ја направи малце тешка за разбирање оваа апликација. Содржината претежно се состои од податоци и кратењки кои на прв поглед мене ништо не ми значат, на втор поглед уште помалку.
Тоа беше еден фактор. Не сум се сретнал со слична апликација, никош не сум користел слична апликација, секогаш е полесно кога дизајнираме нешто што и самите сме го користеле, многу полесно може да се ставиме во улога на корисниците. Секако тука фактор игра и моето ограничено искуство со претходни проекти и исто така битно беше ограниченото време. Значи јас може да потрошам цели 2 месеци да сватам апликацијата и што се случува и зошто и како, и праксата во принцип ќе пропаднеше бидејќи јас таму не long term ќе научев апликацијата и окей, немаше ништо да сработам. Така да целта беше во таа рамка сепак нешто, некаков резултат да се извади. И покрај овие сите потешкоти, ајде да видиме што успеавме да сработиме за праксата. Значи генерално апликацијата доби малце подобро структуриран лејаут со подобра поставеност на елементи. Ако ја гледаме споредбата лево и десно, лево може да заприметиме дека низ постоечките пејџови се појавуваат елементи кои се повторуваат, меѓутоа не се стија секогаш на исто место, не се со иста големина и така натаму. Значи гледавме да ги согласиме со редизајнот. Понатаму подобривме и главната навигација, се отфрлија малку проблематичните дроп-даун менија, истите беа заменети со табови на сите оние пејџови каде што има таква потреба. Ја подобривме и навигацијата во рамки на самите пејџови и низ пејџовите, значи ова чисто како еден пример, имавме случај каде што на еден пејдж доаѓам како корисник, кликам на акордион, ми се отвораат неколку листа на items, сакам да видам повеќе податоци за еден од нив, го кликам, ме носи на нов пејдж, окей, видов тоа што ми треба, кога ќе го исклучам тој пејдж, ме враќа 2 чекори назад, се е затворено, не знам кој акордион сум го отворил, не знам кој айтем сум го видел. Ова го подобривме на тој начин што сите тие дополнителни информации сега се појавуваат во еден сайт панел, во позадина скринот си останува таму каде што, нели, знам каде сум кликнал, знам што сум отворил, многу по интуитивно би рекол. Понатаму ваквиот пристап го задржавме како патерн и го повторивме во сите други пејџови каде што се појавува сличен случај, значи секаде каде што имаме некакви дополнителни податоци за приказ, тие се појавуваат во страничен панел со таа разлика што некој што панел е поголем врз основа на, нели, типот на податоци или големината на податоци кои треба да ја содржи. Кога сме кај конзистентност, тука би ги спомнал и форматите на датуми. Постоечката апликација имаше доста голем број на различни формати на дати. Истите пробавме да ги согласиме во еден или поточно во 2 формати, следејќи го истиот редослед, ден, месец, година, со тоа што разликата е кога внесуваме датум, тоа се нумерички за полесно куцање. Кога се прикажува тој датум на пејџот е со кратенка на месец за полесно читање во сите тие податоци, бројки и букви, малце полесна читливост на ваков начин, зашто е кратенка, не е целото име, бидејќи со ограничен простор располагавме, па доста се скратува големината на овој начин. Постоечката апликација користеше 2 различни прикази за таймлайн на 2 различни пејџови, со новиот со редизајнот, истите ги согласивме во еден нов дизајн, со малце подобрена функционалност, главно во насока на читањето, на времетраењето на сите овие фази, значи од кога до кога почнуваат и колку време траат. Во целост, меѓу другото, апликацијата доби мало освежување на боите. Значи на одредени бои им беа зададени одредени значења. Еден таков пример е како што исполнав различните фази кои ги гледаме во таймлайнот, но многу полесно веќе знаеме за која фаза станува збор, нели со тек на користење, корисниците ќе се ги научат постепено која фаза, која боја е за која фаза. Сличен случај имавме со статус чипс, значи при сканирање многу полесно се препознава за каков статус станува збор на одреден елемент. Уште еден таков случај имаме и тука. Малку допревме во темата на UX writing, главно преку примерите на сите модели и диалози кои се појавуваат. Значи се потрудивме тие да користат недвосмислен јазик и многу појасно ги објаснуваат сите тие акции, а освен во изразувањето писмено, се потрудивме тоа и визуелно малку подобро да го решиме со стилизирањето на купчињата, значи споредбата мислам дека е јасна. Може би посложениот таск беше воведувањето на цел еден нов пејдж, тоа е Order Overview пејджот, без премногу да навлегувам во детали за што се користи, како се користи. Разликата главна беше дека се што сега би се правило преку овој пејдж, претходно се изведуваше во нешто налик на Excel табела на друга страна, така да ова има за цел им да го олесни тој процес, им сето да се случува на истото место. Меѓу другото направивме неколку дизајни или стилизирање на мејлови кои се праќаат како пораки преку самата апликација, дали се тоа потсетници за почеток на состанок,
покани за состаноци и така натаму. Не за состанок, за фаза. Претходното не е битно. Сайт мапата на апликацијата изгледа некако вака и би рекол дека во текот на праксата мислам дека успеавме да опфатиме околу 90% од неа во фазата на дизајн, што и самите product owners кажа дека беше повеќе од очекуваното. И ова е солидна основа да се продолжи со нејзината имплементација. Исто така за време на праксата многу мал дел беше успеа да имплементираат девелоперите, што е природно, секогаш што е процес кој зема подолго време, меѓутоа со оваа основа тоа ќе продолжи да се случува во иднина или можеби веќе се случува откако завршив со мојата пракса. Од каде излега сите овие промени? Значи тие главно беа базирани на потребите и барањата од страна на product owners. Произлегува исто така од фрустрациите и pain points со кои тие се соочуваат, многу јасно се соочуваат, а истите не беа многу јасно образложени за време на процесите на соработката. Дел од нив произлегува од предлози кои ги дававме јас и мојата менторка, значи информирани од страна на UX Best Practices. И секогаш беа тука девелоперите да го поддржат тој процес, да кажат дали нешто е лесно изводливо, дали има полесен начин да се направи, подобро ќе функционира и така натаму. Некои клучни точки кои сметам дека придонесоа за успешно да го завршиме овој процес. Прво би рекол дека активно слушање беше многу битно. Многу повеќе, многу појасно ми стана уствари за што се станува збор кога ги слушав самите owners како ми објаснуваат апликацијата, отколку читајќи го брифот кој што ми го дадоа на почеток. Ова исто така оди рака во рака со прашување на прашања. Ништо немаше да ми стане јасно ако не прашав по 100 пати можда истото. Меѓутоа навистина ми се објаснува прашањето што ги имав и на таков начин успеав и да дадам некакви решенија. Значи овде и заклучокот е кога и да не ви нешто јасно, макар и 100 пати прашајте, некој ќе ви објасни, отколку да талкате и да лепите во место. Клучно, пак ќе речам, беше пристапот што го имав до, можеби не сите корисници, меѓутоа дел од корисниците. Нели имавме дейли состаноци, значи секој ден по нешто ново ќе дознаев, ќе научев, ќе ни се образложеше, така да многу беше битен тој тек. Значи ако на почеток ми дадеа окей, ова работи, ќе се видиме за 2 месеци, мислам дека ништо немаше да сработам, така да ова беше доста важно. Дополнително на тоа беше исто, мислам, според мене, тоа што користевме Scrum методологија или Agile поточно, подкрепено со Jira, поделбата на помали chunks, да речам, и помали таскови, исто така доста го лесни процесот, како што кажав, ако се ми дадеа на почеток, се гледаме за 2 месеци, ништо немаше да сработам. Редуцирано на помали работи, со помал проблем во даден момент се соочував, полесно можев да го совладам, полесно можев да преминам кон следниот. Секако ништо не би било толку лесно без поддршката од менторот, како и другите колеги, тука би ги спомнал UX Office во etc. И можам да кажам дека таа поддршка не заврши кога заврши мојата пракса. Многу сум благодарен за ова. Уште неколку реченици. Процесот не беше така линеарен во редизајнот, значи немав она класично почнам со research, па почнам со некој brainstorming, wireframes и слично. Постоечката апликација всушност мене ми послужи како некакви wireframes. Значи сите, и тоа многу ми го олесни процесот, бидејќи не си ја тупев главата, што се вика, да сватам што се случува негде, сите потреби на одреден пејдж веќе беа нафрлани на некој пејдж. Моја работа беше малце подобро да го организирам тоа, малце да подобрам, не знам, usability issues и слично. Исто така би рекол дека користењето на готов дизајн систем исто така малце го олесни процесот. Не губев време да дизајнирам и да се занимавам со детали на дизајн компоненти, туку баш напротив, може да си го насочим вниманието на побитни проблеми во случајот на овој проект. Ова може би звучи како лош совет, ама го свати во текот на процесот дека не мора се да знам во секој момент. Значи, секако дека е подобро да знаеме што е можно повеќе, меѓутоа во ограничени услови, може би и ограничени информации ми се доволно да завршам одредена работа, па со тек на време ќе научиме нешто ново. Така да еден начин би било научи се па работи, друго би било learn as you go. Така да второто е нешто што го применив, би рекол во овој случај. Ако Андреј денес може нешто му каже на Андреј што почнува со проектот, би било дека не е толку тешко колку што изгледа и сигурен сум дека ова важи за сите проекти што би ги почнал јас, што би ги почнал било кој тука. Природна реакција кога се соочуваме со нешто непознато, ново и така натаму, да се појави така некој страф од непознато, некој импостор синдром и слично, ама реалноста е дека веројатно не е толку страшно. Така да, ако некој тука има некој слично искуство,
Јас би бил среќен ако го сподели, и сигурен сум дека се тога би сакале да слушнат нешто слично, секако исто така сум отворен и за некакви прашања. Фала ви за вниманието.